Председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска на конференцијата по повод јубилеот на Државниот завод за статистика порача дека треба да се продолжи со инвестирање во родови статистики, зајакнување на меѓуинституционалниот дијалог и градење на систем на податоци кои трансформираат, а не само информираат. Таа нагласи дека родовата еднаквост не е само статистика, туку реална слика на општеството. Да создадеме држава во која секој податок е живот, секоја бројка е човечка приказна, а трудот е еднакво вреднуван без разлика на полот, рече таа. Освен неа, на конференцијата зборува и директорот на заводот Дејан Станков, Весна Ивановик Кастарет од Анвомен и шведската амбасадорка Ами Ларсон Џајн. Вчера институцијата одбележа 80 години постоење со свечена академија. Во Брисел на 3 јуни ќе се одржи нова рунда од дијалогот меѓу Белград и Приштина, кој се води под покровителство на Европската унија. Ова е прва рунда преговори под водство на Петер Соренсен, кој на почетокот од февруари ја презеде функцијата од Мирослав Лајчак. Делегацијата на Белград ќе ја предводи директорот на Канцеларијата за Косово и Метохија, Петер Петковиќ. Дијалогот требаше да продолжи на 15 јануари, но беше прекинат откако Петковиќ ги напушти разговорите поради затворањето на српски институции на Косово и полициските упади во неколку објекти во Грачаница, Косово Поле, Липљан и други места. Силен земјотрес со јачина од 5,8 степени според Рихтеровата скала го потресе турскиот крајбрежен град Мармарис во раните утрински часови на 3 јуни 2025 година. Епицентарот бил во Средоземното море, на длабочина од 67,91 км, а потресот бил почувствуван и на соседниот грчки остров Родос, според информациите од турските власти. 14-годишно девојче од градот Фетхи е починало по напад на паника предизвикан од земјотресот. Дополнително, најмалку 69 лица се повредени, главно додека се обидувале да избегаат од своите домови, скокајќи од прозорци и балкони во паника. Гувернерот на Мармарис, Идрис Акбиџик, изјави дека нема сериозни оштетувања на објектите, но дека многу луѓе биле повредени при обидите за бегство. Сцените на паника и вресоци се забележани на безбедносни камери и споделени на социјалните мрежи, прикажувајќи ја сериозноста на ситуацијата. Земјотресот се случи во 2 часот и 17 минути по локално време и според Турската агенција за управување со катастрофи и вонредни состојби, бил почувствуван во поширокиот регион, вклучувајќи ги и некои делови од Грција. Активистите на организацијата Greenpeace украдоа восочна фигура на францускиот председател Емануел Макрон од музеот Гревен во Париз и ја поставија пред руската амбасада, во знак на протест против, како што велат, француската дволичност. Според нив, додека Франција ја поддржува Украина, домашните компании продолжуваат да тргуваат со Русија. Активистите се преправиле во туристи, а потоа и во вработени, пошто незабележано ја изнесле фигурата преку излезот за итни случаи. Никој не е уапсен, но акцијата предизвика големо внимание. Вредноста на фигурата се проценува на околу 40.000 евра. Фигурата била поставена пред руската амбасада, каде што активистите протестирале против политиките на Макрон. Лидерот на Greenpeace Франција, Жан-Франсуа Жилард, истакна дека Франција, иако вовела санкции и дала воена помош на Украина, се уште увезува газ и ѓубрива од Русија. Истражување на BBC покажува дека Русија од почетокот на инвазијата на Украина во 2022 година заработила над 883 милиарди евра од извоз на фосилни горива, од кои значителен дел доаѓа токму од ЕУ. Франција има удел од 17,9 милиарди евра, што ја прави мета на критики за недоследна политика. Во раните утрински часови на 3 јуни 2025 година, украински дронски напади предизвикаа масовен прекин на електрична енергија во руско контролираните делови на регионите Запорожје и Херсон, според руските власти. Над 600.000 лица останале без струја, а нападите биле насочени кон енергетската инфраструктура, вклучувајќи електрични подстаници во Мелитопол и Геническ. Гувернерот на Запорожје, Евгени Балицки, изјави дека 457 населени места во регионот се без електрична енергија, додека во Херсонскиот регион, околу 104.000 лица во 150 населени места се погодени од прекинот. Дел од подстаниците биле оштетени од остатоци од соборени дронови, предизвикувајќи пожари кои биле брзо изгаснати од итните служби. Иако украинските власти не дадоа официјален коментар за нападите, руските извештаи тврдат дека биле користени беспилотни летала со фиксни крила, насочени кон клучни енергетски објекти. Според информациите, операциите на нуклеарната централа Запорожје не биле засегнати од прекинот на струја. Ова ескалација се случува во време кога Русија и Украина се подготвуваат за нова рунда мировни преговори, додека борбите и нападите врз инфраструктурата продолжуваат на теренот.